Почитуван генерален директор на АДА СМ Васко Ковачевски, почитувани представници на раководството на СМ, почитувани представници на изведувачот Гиришим, на надзорот Коленко, почитувани присутни. Со задоволство ја прифатив поканата за посета на термоелектраната Осломе и Кичево, каде што во моментот интензивно се одвиваат градежните активности за изградба на првата фотоволтаична електрана од 10 мегавати во собственост на електрани на Северна Македонија. Впрочем, со денешното поставување на панелите, заврши монтирањето на самите фотонапонски панели. На местата на некогашните загадувачи, денес градиме капацитети за производство на чиста и зелена енергија. Поранешните наоѓалишта на јаглен на рек Осломе за неколку месеци треба да бидат покриени со 10 мегаватна фотонапонска електрана која што ќе биде пуштена во погон. Вкупното годишно производство на ова нова фотонапонска електрана ќе изнесува 15 до 17 гигават часови, доволни за потребите на околу 2800 домакинства. Проектот е значаен не само од аспект на енергетските вредности, туку и од социјален и еколошки аспект. Со поставувањето на фотонапонските панели над 15 хектари на постоечкиот рудник во околината на рек Осломеј се врши рекултивација на земјиштето кој од големо значење за околината. Изградбата на фотонапонската електрана Осломеј е почеток на иницијативата со која значително ќе се зголеми производството на електрична енергија од обновливи извори, особено од сонцето. Првите киловати електрична енергија од фотоволтаичната електрана од 10 мегавати, инсталирана на површина на сегашната термоелектрана Осломеј, се очекува да протечат во наредните 30 дена. Важноста на оваа инвестиција е препознаена од страна на Европската банка за обнова и развој, која обезбеди кредит за нејзината реализација. Во оваа прилика би сакал да напоменам дека со изградбата на оваа 10 мегаватна електрана се започнува со процесот на енергетска транзиција на рек Осломеј и Кичевскиот регион. ЕСМ во моментот работи на нова студија за уште една ваква електрана од 10 мегавати. Неодамна, во јуни, се потпишаа и договорите за изградба на две фотонапонски електрани од по 50 мегавати, со што комплетно 120 мегавати од Осломеј на јаглен ќе се заменат со 120 мегавати фотонапонски електрани. Ова е првата енергетска транзиција на електрана на јаглен во чиста енергија во регионот. Договорите од една страна се потпишани од ЕСМ како јавен партнер, а од друга страна со компаниите Fortis Energy од Турција во едната електрана, а во другата со Solar Pro од Бугарија. Приватните партнери на ЕСМ ќе му исплаќаат надоместок за јавно-приватно партнерство во износ соодветен на 18% и 18,5% од произведената електрична енергија на час. Пресметките покажуваат дека заработката на државата би се движала околу 1,5 милион евра годишно. Дополнително, инвеститорите имаат оврска да земат по еден вработен, по мегават, односно 100 вработени од Осломеј, за трајно да ги обезбедиме тие наши сограѓани. Во моментот се прави студија за праведна транзиција во која треба да бидат направени сите анализи за можностите и иднината на постојните вработени. Ова е показател дека се грижиме за сите и дека се бара решение за сите. Зелените места, зелените работни места се атрактивни насекаде во светот, мора и ќе бидат и кај нас. Почитувани, целта на владата, заедно со институциите и партнерите подржувачи, е да ја направиме нашата држава една од оние европски земји кои доминантно застапени фосилни енергенси се пренасочија кон енергетски капацитети кои ќе го користат сонцето кое го имаме во изобилство со над 280 сончеви денови, како и ветерот, водата и гасот. Наша цел е да имаме уште многу вакви инвестиции кои ќе обезбедат подобри услови за граѓаните, за стопанството, нашата земја да биде позелена, но и порационална и поефикасна. Со Законот за енергетика, владата воведе нов концепт за подршка на политиките за инвестирање во обновливи извори на енергија, преку премиум тарифите, преку јавно-приватно партнерство, преку Законот за стратешки инвестиции и преку концесии. Енергетската транзиција на земјата се одвива преку неколку важни енергетски проекти кои се очекува да ја раздвижат економијата.
Развивме сериозен енергетски стратешки план и една од точките од акција 21, како и од интервентниот план за инвестиции 2021-2027 е енергетиката. Отворивме еколошки фонд, со кој го поддржуваме инвестирањето во обновливите извори на енергија, за кое што функционирање чекаме парламентот да го донесе законот. Станува збор за сериозен процес на промена на јагленовите термоелектрани во фотонапонски и гасни електрани и ветерници. Заедно со тоа, државата ги јакне институционалните и финансиските можности за инвестиции во обновливи извори на енергија. Како дел од процесот на енергетската транзиција и спроведувањето на праведната транзиција, Just Transition, во енергетскиот сектор, предвидено е воведување на еколошки такси на загадувачите, вклучувајќи ги нафтените деривати, а во наредните години еколошка такса на јагленот и производството на електрична енергија од јаглен во согласно со политиките на Европската Унија и оврските од Парискиот договор. Донесовме стратегија за развој на енергетиката до 2040 година, во која се предвидени 3 сценарија: основно, умерено и зелено сценарио. Добивме поттик од невладиниот сектор и од меѓународните организации да го имплементираме токму зеленото сценарио, што значи поголеми инвестиции во чиста енергија, обновливи извори на енергија, затварање на термоелектраните на јаглен, инвестиции во енергетска ефикасност. Сите овие инвестиции бараат финансиски средства, некои ќе бидат обезбедени од буџетот, додека останатите од приватни инвеститори. Имаме цел праведната транзиција да ја завршиме први на Балканот, а и порано од поголем број на земјите членки на Европската Унија. Наша цел е да обезбедиме чиста животна средина за нашите деца, за идните поколенија. Се работи за животот и здравието на нашите граѓани. Ке завршам со резултатите кои се евидентни и кои е вредно да се споменат. Северна Македонија е на врвот меѓу шампионите во регионот по раст на обновливи извори на енергија. Само за минатата година го зголемивме производството на енергија од обновливи извори на 827 мегавати, што представува раст од 10,1% и е во рамките на светскиот просек на зголемување од 10,3% според извештаите на Balkan Green Energy News. Уште еднаш посакувам успешна работа, упатувам благодарност до Европската банка за обнова и развој, до изведувачите, консултантите и надзорната компанија кои вложуваат напори и во услови на пандемија реализацијата колку што е можно да не заостанува, односно да се заврши на време. Владата останува посветена на имплементирањето на реформите во енергетскиот сектор. Благодарам.